Ајде, почитувани гледачи, имавте можност да го проследите прилогот на моите колешки од информативната редакција, посветена денешната тема. Зборуваме за неодамнешното чистење на дно, на дел од дното на Охридското езеро, на две локации. Имавте можност да слушнете каде се спроведуваше оваа активност. И, впрочем, и за кои се причините за тоа, вие јавувајте се, коментирајте 231 402, вие телефонскиот број, отворена е телефонската линија. Ние продолжуваме понатака со утринската и со делот резервиран за разговор во студиото. И повторно ќе зборуваме за талентираните ученици во нашиот град, кои што и самите можете да видите дека ги има во навистина огромен број. Овој пат ќе зборуваме за поезијата и за учениците, средношколците кои што ни доаѓаат од Општинското угостителско туристичко училиште од нашиот град Ванчо Питошевски. Подоцна малку ќе ги видите ученичките кои што освоија две први места. Сега нивниот ментор, професорот Петчо Божиновски. Добро утро, добре ми дојде. Македонски јазик и литература, така, професор? Професор по македонски јазик и литература. Добро дојде во рекламата. Добро дојдов. Благодарам за поканата. Задоволство. Секогаш со кога имаме можност да споделиме информации со јавноста за деца кои што навистина ги бива. Ќе започнеме разговор о Божиновски со еден муабет кој што пред 2 недели беше многу актуелен и на социјалните мрежи и по медиумиве, посебно овие електронски, каде што за жал некојаш пишува секој кој што ќе стигне, дека ние имаме, впрочем, функционално неписмена генерација. Меѓутоа имаме деца кои што надвор од државава, ето на превари, без разлика дали е поезија или проза во прашање, си остваруваат супер резултати. Ваше мислење, накратко само. Па вака би почнал. Најлошо е да генерализираме дека одредена генерација е писмена или неписмена. Во секоја генерација има ученици кои што се трудат повеќе и повеќе, меѓутоа има ученици кои што ето помалку ги совладуваат Така, постојат правописните и правоговорните правила кои што се и деца кои што имаат нормирани. Реално проблеми. Так. Постојат и проблеми кои што ето дислексија. Со оглед на тоа дека науката, лингвистиката, јазичните правила, нормата, правописот достигнуваат нови знаења, предзнаења, сега може да видиме дека и таа неписменост може да се толкува и токму од некои проблеми кои што ги имаат учениците, како дислексијата, дисграфијата, а не проблеми кои што ето ученикот не успеал да ги совлада само затоа што тој не се трудел. Така. Како се случи Јанош Сивери? Си аплициравте, бевте поканети овој меѓународен фестивал за поезија? Имаме меѓународна соработка, покрај она соработка која што имаме нели со државните институции, да речам, литературни клубови, Друштвото на писатели на Македонија, кои што ни ги праќаат повиците за конкурси. Така беше исто и со сцената за креативни луѓе, која што е единствена во регионот, со седиште во Нови Сад, Србија. Ние пратија поканата. Поканата беше за ученици, конкретно во нашето училиште средношколци, затоа што нели средно училиште, меѓутоа имаше уште две категории. Едната беше во младинци до 30 години и од категорија основно училиште. Во двете категории, поезија и проза, учествуваа 4 наши ученички. 2 ученички учествуваа во проза, 2 ученички во категоријата поезија. Значи со песни и со кратки раскази. Ученичките со поезија, кои што ќе ги видиме како што рековте подоцна, се оние кои што жири комисијата одлучи во конкуренција доста силна од целиот регион, меѓународен конкурс, да им ја додели првата награда и на едната ученичка и на другата. Што ми е особена чест и задоволство и гордост. И сите сме горди што имаме талентирани деца. Како литературна форма поезијата, барем јас се доживувам ко малку потешка. Колкав е интересот кај учениците? И како можете, ето, народски да кажам, да навлечете дете да засака поезија? Тоа е она што треба да го има и наставникот, меѓутоа и професорот, меѓутоа и оној секој обичен човек, да речам. Талентот. Талентот е најмногу важен и да може некој да го открие.
Кога ќе го откриеме талентот и кога се работи на тој талент, како што ја имаме ние литературната секција во нашето училиште, каде што го надградуваме тој талент, учиме како креативно да се пишува, ја учиме подетално верификацијата, ритамот, ритмиката, стилските фигури, јазикот, стилот, изразот, така што има интерес, има желба и учениците сакаат да го изразат своето мислење. Некогаш не мора поезијата да биде напишана во ритам и рима, може да биде само нафрлани зборови кои што сепак имаат некакво значење за некој човек кој што ето ќе го искаже своето мислење така на тој начин. Така, ми били професори по македонски јазик и литература гости и никогаш не сум ги прашал, ама тебе сега ќе те прашам. Кога станува збор за толкувањето на поезијата, како е најдобро да се толкува? Индивидуално или да се бара па да се чита за писателот, па како му бил животот, па ајде да правиме асоцијации, компарации? Има различни пристапи, меѓутоа, ето јас би тргнал од мојот пристап, најдобро е преку теоријата на литературата. Значи, доколку се работи поетиката на тоа дело, односно се направи едно интерпретативно читање, со сите тие негови слоеви кои што ги има, јазичен слој, правописен, интерпункцијски, стилски, композицијски, сите тие елементи и доколку се тие елементи се направи корелација со автобиографскиот карактер на поетот и доколку се употребат современите техники и методи кои што ги има и теоријата на литература и лингвистиката како наука, тогаш ќе биде многу лесно интерпретацијата на една поема. Така. И за самиот крај од првиот дел од разговорот Божинска како просветен работник и како професор по македонски јазик и литература, колку сте задоволни тоа колку вашите ученици читаат? И што правите за да ги натерате повеќе да читаат? Така, да се заинтересираат? Многу често прашање, кои што ми го поставуваат и останатите, меѓутоа и колегите, често разговараме ни на тоа прашање. Читаат учениците, меѓутоа пак ќе речам наставникот, професорот, родителите, медиумите, целосната ситуација е одговорна за тоа. Така. Има различни методи и техники, една која што јас ја користам е тоа размена на книги, си разменуваме со учениците, даваме слободни лектири покрај тоа што нели имаме она според програма, затоа што не секоја лектира, не секое дело е интересно за секој ученик. Некој сака повеќе класиката, некој романтизмот, некој реализмот, некој модерната, некој апсурдот, зависно кој каде се наоѓа, така што гледам да ги заинтересирам учениците, оние кои што читаат си читаат, оние кои што не читаат, барем да се обидат да читаат. Така. Се надевам дека успевам да читаат само заради нив, да го збогатат речникот и да може понатаму да бидат како едни образовани граѓани, академски, да може да се изразат и нормално да го негуваат јазикот, идентитетот, културата, затоа што јазикот е душата на еден народ, а без јазикот сме никој и ништо. Ми останува да се заблагодарам за учеството во Еокламата, да ви посакам успех на приватен, на професионален план, да си продолжите со работата како што си работите. Секој е добро исто. Резултатите си покажуваат. Ние продолжуваме со Еокламата, сега една кратка пауза, ќе поднаучиме малку историја преку компилацијата на денешен ден, а потоа ќе ми дојдат Дајана и Марија тука, па ќе позборуваме нешто повеќе за тоа што напишале за да ги освојат тие први награди. Одиме со на денешен ден. На денешен ден во 1861 година во американскиот град Њу Орлеанс за прв пат јавно како уметничка точка е изведен стриптизот. На 7 јуни 1917 година роден е холивудскиот актер и пејач Дин Мартин. На овој ден во 1929 година Ватикан е повторно воспоставен како папска држава во Рим. Во 1939 година на 7 јуни британскиот крал Џорџ VI и кралицата Елизабета пристигнале во посета на Соединетите Американски држави. 1942 година на денешен ден заврши битката за Мидвеј.
1971 година на овој ден Вселенскиот советски брод Сојуз 2 во земјината орбита се спои со орбиталната вселенска станица Салјут. На денешен ден 1980 година умира еден од најпознатите американски писатели, Хенри Милер. На 7 јуни 1981 година израелските воени авиони го уништија ирачкиот нуклеарен реактор Осирак во близина на Багдад. Ете, почитувани гледачи, направивме мала пауза, поднаучивме малку историја и си продолжуваме понатака со рекламата и продолжуваме со разговорот, овој пат со двете наградени ученички од Општинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски, Јанош Сивери, меѓународниот фестивал за поезија и проза во Нови Сад, ни се вратија во Охрид освоени две први места, Дајана Силјановска и Марија Петриска, прв пат мои гости во рекламата. Добро утро и добре ми дојдовте. Како сте, девојките? Добре. Задоволни од она што го покажавте? Да. Дајана, ќе почнам со тебе. Кога го пишуваше делото, поема, ќе ми објасниш за што станува збор, па и ќе ни ја прочиташ на крајот или било која од вас, ќе ми прочитате од каде е инспирацијата? Инспирацијата доаѓа само по себе секогаш. Значи, седнуваш, имаш инспирација и едноставно почнуваш да пишуваш. Марија, вистина ли е дека кога станува збор за поезија, кога треба да се направи едно поетско дело, дека голема е врската и нераскинлива е врската со емотивните чувства, за без разлика дали станува збор за моментот кога си седнала да пишуваш или малку ретроградно? Па да, вистина. Да, супер, многу исцрпен одговор ми кажа. Добро, колку време ти беше потребно да ја составиш? Да ја напишеш поема? Најмногу на ден. Така? Еден ден, толку. Зашто пишуваш? Па пишувам љубовна најмногу поезија. И тоа мислам. Љубовна поезија и за повторно ќе се вратам на претходното прашање. Црпиш од твоите емоции или од тоа што се случува околу тебе? Па и од моите и од она што се случува. Така. Дајана, ти? Исто од моите најмногу. Најмногу тоа што мене ми се случува. Она што го доживуваш, претпоставам, колку време тебе ти беше потребно за да ја напишеш поемата? 2 до 3 часа. Зависи од инспирацијата колку тоа голема. одма дојде во моментот и седна. Значи, зависи колкава е инспирацијата. Ако имам голема, не ми треба многу време. Пишуваше зашто? Зашто се однесува? Во оваа песна пишував за животот. Така? Да. Ајде да споделиме. Може. Малку погласно. Шарена слика. Ке нацртам една слика. Живот ке се вика. Ке цртам со различни бои, така кој што гледаат очиве мои. Љубовта ќе биде во боја црвена, а пак надежта со портокалова. Со жолта ќе представиме радоста, а пак со сина бесконечноста. За одмор и уживање тука е зелената, а по неа ете ја виолетовата. Црната ќе е за краевите тажни, а розевата за случувањата важни. И на крај ќе нацртам насмевка и една птица малечка, за да буди топлина и да ни дава слобода, затоа што животот е убав и ни подарува чуда, кои што треба да ги забележиме за спокојно да живееме. Супер. Ајде, Марија, ти? Збор. Нежниот, благиот, а понекогаш горчливиот збор. Не оставај го таму далеку на дното од срцето, да тежи и силно да печи како рана. Може би ке го заборавиш и ке го однесеш далеку како есенски лист, ветрот да го одвее. Ако зборот ти е горчлив, навредлив, со омраза, лутина, остави да замине, да испари како пареа. Остави од устните мед да тече за горчината, со блажина душата да ти ја исполни. Супер. Браво. Читате повеќе проза или поезија или не треба да прашувам ова? Прашање за двете? Поезија, поеќе. Јас повеќе проза, ама и поезија помалку. Марија, омилени автори?
Милени автори. Сакаш класика или сакаш современа поезија? Современо поезија. Современа? Од Јесенин си читала нешто? Не. Треба да прочиташ. Навистина супер е. Ти, Дејана? Од проза или од поезија или не? Било што? Било која омилена? Гио Месо дефинитивно за проза ми е најмногу омилен. Тука се сега новите автори македонски, што се Јосип Коцев, Марија Јанева, нели? Так, Драган Таневски. така, ти си малку посовремена. Да. Девојки, мене ми останува да ви се заблагодарам за учеството во рекламата. Ви посакувам успех на училиште и само продолжите вака со работата и со успесите и ќе се видиме сигурно во нека наредна прилика. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме понатака, почитувани гледачи, со рекламата. Реклами се наред.